ја најде не за онор, љубов моја. Таа е шејтан жена, шејтан. Ќе слета, ќе ве облюби сите и ќе си одлета. Фатиме. Фатиме ти, миличок. Фатиме, крени ме, љуби ме. Јас те сакам, јас, а не мурвет. Таа растура куки и бракови, проклета нека е. Фатиме, ќе биде добро. Ќе изгрее нов ден. Ќе видиш. Доста со тие фрази од американски серии. Те сакам. Фатиме. Фатиме. Душо. Фатиме, мила. Готово е. Те напуштам. Имаш нешто да ми кажеш? Значи, Смеја шљабо. Фатиме, мила, што сакаш да ми кажеш? Смеја шљабо. Смеја шљабо. Добро е, ќе ми каже некој што е работава, а? И стоп. Не чини уште еднаш. Добро, што ти е? Те молам, сконцентрирај се. Што одличен си. Одличен си. Добро, зошто не можеш? Нема вода. Вода, донеси вода, ајде снимам. Вода се, ај. Не можам, веќе не можам. Не можам цела ног, немам спијано, 3 јапчиња, испив и пак ништо. Ќе се испијам уште едно, ќе биде добро, наредниот пат ќе се смира. Ама тоа не е мојата кутија со опчиња, тоа се прави лекови. Пиеш вистински јапчиња? Уште едно, само уште едно. Дај ги ваму! Пушти ги! Дај ги ваму! Патија! Оти, ала! Лековите за смирување не ја лекуваат самата болест, туку само ги олеснуваат нејзините симптоми. Неконтролираната употреба е опасна по живот. Предизвикуваат зависност и со тек на време на пациентот му се потребни се поголеми дози за да се постигне саканиот ефект. А големите дози, покрај тоа што ја комплицираат болеста, можат да имаат и фатални последици. Не ризикувај. Одговорно со лековите.